почитувани представници на медиумите, јас би сакал да чисто пред да почнеме со работа, да дадам неколку појаснувања по однос на оваа седница. Седницата е свикана со предлог една точка на дневен ред, а предлог точката на дневен ред е утврдување на национален став во врска со позициите на официјална Софија по однос на македонските ЕУ интеграции, засновани на објаснувачкиот меморандум усвоен од страна на Република Бугарија. Сметам дека овој меморандум, кој што ви е поделен како материјал и кој што исто така го преведовме, за оние кои што им треба на друг мајчин јазик, е еден историски анахронизам кој што излегува надвор од било какви рамки за добрососедски односи и напротив истиот представува само притисок спротивен на европските вредности дека секој народ, вклучително македонскиот, има право на самобитност и таа самобитност на македонскиот народ, културна, јазична, фолклорна, книжевна и секоја друга е дел од европските вредности и од европската цивилизација. Она што денес можам да го забележам и да го заклучам е дека колегите од владеачкото мнозинство, пратениците од СДСМ, членови на комисијата и пратениците од нивните коалициони партнери, очигледно е дека не се заинтересирани да присуствуваат на оваа седница на Комисијата за надворешна политика, иако според членот 29 и членот 30 од деловникот, пратеникот има право и должност да учествува во работата на собранието и членот 30, пратеникот кој е спречен да присуствува на седница на собранието или на некој од работните тела, комисии, е должен за тоа да го извести председателот на собранието или председателот на соодветното работно тело за оправданоста на отсуството. Досега јас не сум добил известување од било кој член, ниту од господинот Кастриот Реджепи од БЕСА, ниту од Лолита Ристова или Сашко Николов од СДСМ, кој што е за членови на оваа комисија, ниту од Моника Зајкова од ЛДП, ниту од Сонја Мираковска од НСДП, ниту од Арбер Адеми од ДУИ. Не сум добил порака дека се спречени или дека нема да присуствуваат. Напротив, она што го имам како сознание дека колегите пратеници од владачкото мнозинство се наоѓаат во собраниската зграда и веројатно ќе бидат присутни на пленарната седница која што е закажана за после. Но како и да е, од процедурален аспект, должен сум да објаснам дека исто на седницата беа покани беа упатени до министерот за надворешни работи Бујар Османи и до министерот за евроинтеграции и вице-премиер господинот Никола Димитров. Која е разликата помеѓу собранието во Македонија и собранието во Бугарија? Има една круцијална разлика. Во соседна Република Бугарија, министрите одат во нивното собрание, утврдуваат национален став и истиот национален став го презентираат и го бранат како став на својата држава, без разлика дали патуваат во Берлин, во Брисел, во Париз или на други места битни за разговори за нивните национални интереси, додека во Република Македонија министрите и членовите на владата не сакаат да дојдат во собрание, да кажат за што разговарале, какви отстапки се направени, кои се македонските национални позиции и кој добил мандат од граѓаните или од пратениците да менува нечија национална историја или одредени национални стекнати права. Затоа сметам дека ваквото саботирање, условно речено, и избегнување за доаѓање на седницата на Комисијата за надворешна политика од страна на пратениците на СДСМ само покажува дека тие не се заинтересирани да има заеднички национален став по однос на македонските интереси во спорот кој што е наметнат од страна на соседна Бугарија преку објаснувачкиот меморандум кој што според мене е историски анахронизам и нема допирни точки со добрососедски односи, ниту пак со европските вредности, каде што
македонците имаат право на своја самобитност како една од европските клучни вредности. Но би сакал на присутните, доколку некој има потреба за процедурално изјаснување, да може да го направи тоа, додека се надевам во следниот период да видиме дали ќе обезбедиме кворум. Повелете Тимчо Мочунски, потоа Иванка Василевска.